Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме супа со песто. Супа со песто, одлична идеја. Пестото им дава специфичен вкус на сите јадења, па тоа е случај и со ова јадење. Овој рецепт потекнува од Франција и можете да го прилагодите според зеленчукот што ви е достапен во различни времења од годината. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 1 рака босилек, 2 до 3 чешниња лук, 2 моркови, 3 или 4 гранчиња целер, 1 голема главица бел кромид, 1 рака грашок, 2 домати, 100 грама чијабата леб, 50 грама пармезан, сол и бибер и маслиново масло. Прво го подготвуваме пестото. Ова песто се разликува од обичното по тоа што не користиме пармезан или ореви. Одберете листови босилек со различна големина, 2 до 3 чешниња лук, сол и бибер и многу маслиново масло и ставете ги во блендер за да ги измешате со пестото. Сега ќе ги правиме крутоните, односно печените парченца леб. Користиме чијабата леб, кој го сечеме на коцки и им ставаме сол, бибер и маслиново масло. Измешајте ги зачините и парченцата леб со раце. Потоа ставете ги во делимано тавата за печење и печете ги од 10 до 15 минути на средно ниска температура од околу 125 степени. Време е за сечкање. Излупете го и сечкајте го зеленчукот. За основата на оваа супа користиме кромид, целер и моркови. Можете да користите каков било вид зеленчук во зависност од годишното време, а исто така можете да додадете и анасон кој совршено оди со овој рецепт. Не ни треба лук затоа што подоцна ќе ставиме лук во пестото. Загрејте малку маслиново масло на средна температура и ставете ги морковите, целерот и кромидот. Сакаме малку да го запржиме зеленчукот за да се ослободи дел од вкусот и парчињата малку да заруменат. При крајот на процесот, засилете го огнот и ставете малку жешка вода. Ќе го вариме зеленчукот 8 до 10 минути за да направиме булјон и течна основа за супата. Ставете ги доматите и грашокот во супата и добро измешајте пред да го додадете и пестото. Супата е речиси готова, но оставете ја да крчка на среден оган неколку минути додека не биде готова за сервирање. Време е за сервирање. Можете да ја сервирате во чорбалак од кој сите ќе се послужат или во посебни чинии. Ставете ја супата во чинија и завршете го сервирањето со неколку парчиња крутони и малку рендан пармезан. Овој класичен француски рецепт е многу лесен за приготвување и е исклучително здрав. Можете да го замените пестото со други француски билки или едноставно да го оставите рецептот да говори сам за себе. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!